Пресметките на Сојузот на синдикатите на Македонија покажуваат дека во првиот месец од годината минималната потрошувачка кошничка тежела точно 32.354 денари. Тоа значи дека за да ги задоволат сите потреби за храна, превоз, одржување на домаќинството, здравје, просечните семејства, односно оние со просечни примања, биле покуси за близу 10.000 денари, зашто според Државниот завод за статистика просечната нето плата е 23.196 денари. Пресметките за синдикалната потрошувачка кошничка покажуваат дека, како и обично, најголем дел од семејниот буџет во јануари или 41,28% отишол за набавка на храна и пијалоци. Домувањето го утнало уште околу 10 милиони денари или 32,42%, а трошоците за хигиена изнесуваат 7,8% од вкупните издатоци за месецот. За превоз во просек се трошени по 2.349.000 денари или 7,26%, а за облека и обувки 2.126.000 денари или 6,57% од парите. Минорни 3,31% или само една илјадарка е издвоена за култура, а уште помалку 2,9% од парите или помалку од 700 денари биле наменети за одржување на здравјето. Сепак, живеачката во јануари била за нејанса поевтина отколку во декември, кога за да се протурка месецот, според пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија биле потребни околу 120 денари повеќе. Ово јануари трошоците на домаќинствата не се многу променети ниту во однос на ланскиот јануари, кога за полнење на синдикалната минимална кошничка од домашниот буџет се трошени само 155 денари помалку. Од друга страна, пресметките на Државниот завод за статистика покажуваат дека едно просечно македонско домаќинство троши помалку отколку што Сојузот на синдикати на Македонија му сервира во кошничката. Според последните објавени податоци што се базирани на анкета, едно домаќинство во 2016 година вкупно употребувало 333.399 денари или за месечно ниво трошело по 27.783 денари. Но кога просечните минимални трошоци што ги прават македонските домаќинства за да го преживеат месецот се споредуваат со просечната плата што се исплатува во државата, без разлика за кој период се работи, расчекорот од 100 евра меѓу пресметките на синдикалците и на статистичарите губи на значење, зашто други пресметки покажуваат дека повеќе од 60% од вработените во државата имаат примања под просечната месечна нето плата.